да не дозволиме да смениме најпрво името и се друго што би следело после тоа, сите наши атрибути, сега кога имаме собствена држава. Значи тоа е многу важно да се знае. Секој македонец мора во овој момент да биде јасно начисто со самиот себе си, дека тој е носител на државниот суверенитет. Тоа е тој што го дава гласот. И ако сега нема можност, според законот, да им го одземе на тие што не работат во наш интерес и во интерес на државата, ние, носителите и кои што го браниме државниот суверенитет, ќе се заложуваме тоа да се внесе, да биде член важен во законот, во изборниот законник, во уставот, дека македонецот, суверенот над ова Република Македонија, на ова држава, ќе има право да го одземе дадениот мандат, за да во иднина не се случуваат вакви злоупотребувања на гласот на македонскиот народ, на македонецот, и да може спокојно и мирно да спие. Ова цела измината година во Македонија се случуваат континуирани протести. Започна во Охрид, всушност започна веќе во тој период со самата појава на таа албанска платформа, а всушност тоа не е платформа, тоа е декларација, каде што се имаат обврзано подписниците да го спроведат тоа што го напишале во неа. И сега гледаме дека тој план се реализира до последна точка, тие сакаат да го тераат. Но меѓутоа протестите започнаа тогаш и продолжија после од летото, од овдека, од Охрид, од плоштадот каде што се наоѓаме сега, го поведовме тоа движење на македонските носители и бранители на државниот суверенитет и сега континуирано протестирајќи 24 часа секој ден, значи во неделата, пред собранието на Република Македонија. Таму превзедовме многу граѓански иницијативи, врз основа на кои нема да допуштиме да се случи тој срамен чин, што го планираат тие кои што говорат во нашето име, а всушност немаат согласност од нас.